Благодарам, председателе. Ајде како еден од подносителите на законот да објаснам што не беше и суштинава со поднесувањето на законот. Зашто мислам дека треба јавноста да ја биде јасно што сме сакале да добиеме или да предизвикаме со поднесениот КЗ. Сакам да појаснам дека во моментов, како што каже и Љупчо Пренџов, има два паралелни процеса на кривичниот законник. Еден кој што се работи во Министерството за правда, кој што оваа година ќе стигне пред пратениците, и за кој што секако дека ќе имаме и широка јавна расправа и така натака, и ќе побараме да биде изгласан со консензус од сите политички партии. Сега, кога го поднесовме овој закон, имаше соопштение, како што можам да се сетам од СДСМ, кој што имаше главно две барања или отворени прашања во јавноста. Прво, дека сме се обиделе некого да скриеме со овој кривичен законник. Објаснете ми како, вие сте правник. А втората работа, зошто не сме го донеле оној закон кој што бил спремен во Министерството за правда. Сега вака. 2022 година чинам дека имаше подготвен спремен закон, кривичен законник во Министерството за правда, изработен од работна група. И тој требаше само да биде поднесен во парламентот и да биде изгласан. Тој не се донесе. Се донесе тој во 2023 година. Како, што, зошто? Вие знаете подобро од мене, чинам, но нема да отвараме таа тема, ама ако сакате можеме да збориме. Ако сакате за таа тема сум расположен, кога сакате тогаш да разговараме за тоа прашање, но мислам дека тоа не треба да ја обременува оваа дискусија за овој закон. Откако станува Филков министер за правда или новата влада доаѓа, има 4 директиви од Европската унија кои што треба да бидат согласени со постојното ново решение. И сега тоа постојно ново решение ќе го донесеме 2026 година. Во месец февруар Уставниот суд ни вели дека треба да направиме промени, иначе ќе настане правна празнина. Тоа значи дека над 200 предмети кои што се гонат по овој член, тие ќе бидат амнестирани. Затоа ние одлучивме како преонно решение да поднесеме кривичен законник кој што ќе треба да ги бајпасира овие кои што се судат под овој член да не одат на улица. Затоа што премисата на нашето политичко функционирање криминалците во затвор, не на улица. Уште еднаш повторувам, криминалците во затвор, не на улица. Затоа го поднесовме овој закон. Ајде сега да зборуваме за овој закон. Поднесен по редовна постапка. Точно или не е точно? Јавна расправа ќе прифатиме. Јас прв бев тој кој што кажа да поднесуваме, иако е преонно решение, јавна расправа ќе има. Секој кој што имаше критики, јас ги видов критиките во јавноста. Секој кој што сака може да не контактира, ние го поднесовме, се што е квалитетно ќе биде прифатено. Повторувам, се што е квалитетно ќе биде прифатено. Во овој кривичен законник, покрај 353, се инкриминираат и неколку дела други. Од сообраќајот, експлицитните снимки, понатаму фемицидот кој што досега борба беше на сите 35 години да се гони по службена должност, сега ќе се гони по службена должност, и фамозниот 353. Јас ја превземам врската преку вас на вашата пратеничка група да ви доставам една анализа, компаративна анализа, која што е направена од парламентарниот институт. Таму се компарирани 6 држави. Словенија, Франција, Германија и мислам дека од соседството Србија. И уште една држава, не можам да се сетам во моментов која беше. И по тој однос и согласно европската регулатива и директива се напишани казните кои што ние сме мислеле дека треба да стојат таму. Сега има тука една работа. Освен на едно кривично дело, кое што е усогласување со Европска унија, ама не усогласување со Европската унија како 2023 година, туку директно, и тоа ќе го кажам на јавната расправа, сите други казнени дела се повисоки од претходно. Можеме да споредуваме. Имаме компаративна анализа. Значи сите други кривични дела од 353 се повисоки од 2023 година, освен едно кое што е директива на Европската унија. И еве ќе ви кажам, согласно уставот, мене како пратеник ми дозволува да побарам подршка од 61 пратеник, да ние 9 минути што го пишавме, сметавме дека казните треба да бидат повисоко, можеби дури ако тоа европската регулатива не го уредува. Ама ние сметаме дека треба да биде повисоко. Сега ајде да кажеме уште една работа која што е важна за јавност. Ова законско решение по правните узанси во држава ќе важи од сега натака. Дали сум во право? Значи, од овој момент натака ќе важи. Што значи дека сите кои што се сега во институциите ќе се гонат од овој закон па натака. А во 2026-та тој што ќе го донесеме, кој што ќе го носиме заедно, и покрај тој што на ваков бајпас закон ќе имаме јавна расправа, и тој ќе биде по редовна постапка, и таму ќе имаме јавна расправа, ќе побараме широки консултации од сите од општеството, па ќе може секој обвинител, секој правник да даде мислење, кое што ќе биде инкорпорирано,
ќе биде закон кој што ќе го положи тестот на времето. Затоа што политика на водење по ходници, политика на трчање на пратеници од прв до втор кат на оние скали, кој што лично го имам видено, и тоа што се случуваше тогаш, и атмосферата која што влијаеше тогаш во собранието, за мене е ненормално и тоа нема да го дозволам никогаш. Затоа го подпишав овој закон и затоа го поднесов овој закон. И не можам да прифатам ниту една друга дебата. Да сумирам во една реченица. Да, ово е кривичен законник кој што се носи и го враќа членот 353. Да, во сите дела кои што се инкриминираат, вклучувајќи ги јавните набавки, казните се поголеми, освен во едно кое што е усогласување со европска директива. Да, ќе има нов кривичен законник. Да, во тој кривичен законник ја лично ќе се борам да бидат казните повисоки за секој кој што ќе се осмели да краде од буџетот на граѓаните, и тоа е една разлика која што ние како политичари кои што сме одговорни, земаме плата од овој народ, треба да знаеме дека се што ќе направиме денеска, утре има последица во општеството. Такви епизоди како што се носеа во 2023-та и тоа што се случи све потоа, вемувам никој не е наивен. Вемувам никој не е наивен, затоа што кога некој се занимава со политика, првиот момент кој ќе го направи чекорот од дома или во некоја институција, треба да биде свесен за една работа, да не ги потценува сопствените граѓани. Политика, мислејќи дека нашите граѓани се неинформирани, дека се неинтелигентни, дека се нерационални, не му носи на никого добро. Не сме ние најпаметни како што мислиме, па сега ќе им кажуваме на граѓаните нешто што сметаме, или како што ви кажа господинот Пренџов, цитира често еден поранешен владин функционер, зборува им стручно, нема да те разберат. Ние не го потценуваме нашиот народ. Затоа сме ги поднеле овие кази. Затоа што ако приметите и во изминатиот период, сето вие кои што го барате како политички производ, ние го прифаќаме. Анкетна расправа, надзорна расправа, јавна расправа. Така се несуваат луѓе кои што немаат што да бегаат. И јас и тие 9 мина. Еве ве повикувам, ве замолувам, секој еден кој што вие мислите дека во таа јавна расправа треба да додаде додадена вредност. Повикајте го, нека каже тука неговото мислење. Се што е добро, се ќе прифатиме. Така се прави правна држава. А овие закони, ќе го цитирам председателот на владата во неговото новогодишно интервју, на крајот граѓаните треба да ги гледаат на еден начин. Овие закони ги правиме ние, да важат од овој момент натака, свесни дека некој утре може да го гони некој кој што сега е во институциите. Затоа треба да отварање не на 4, на 20 очи и сваќање дека кога излезеш од дома, првиот чекор да не ги потценуваш граѓаните, а вториот чекор дека образот и дигнатата глава немаат цена. Така се води политика и така сме мотивирани ние 9 мина кои што го поднесовме ова предлог законско решение. Благодарам.